да поведат со 1-0, да обезбедат математичка предност, да не зборуваме за психолошка, пред евентуална пресметка во разигрувањето за титулата, а многу веројатно е овие два тима да играат и за шампионскиот прстен, ако се има предвид дека Фени Индустрија објективно е најдобар, а од друга страна пак МЗТ доби 2 од 3 пресметки со работнички, кој е потенцијален противник на составот од Аеродром во евентуално полуфинале од разигрувањето, но тоа се далечни калкулации. Овие два тима најпрво ќе бидат концентрирани на предстојните 20 минути од соочувањето во салата Јане Сандански. Почнува вториот дел со напад за Фени. Огнен Стојановски, Јововиќ, Војдан Стојановски, Кнежевиќ и Фрај во петорката за Рајковиќ. Продолжува и натаму со зона МЗТ Скопје. Фрај останува сам за тројка. Не успева да погоди. Потоа пожртвувано Пуповиќ ја вади оваа топка до Величковиќ. Петровски, Зивчевиќ и Коцевски во петорката за МЗТ Скопје. Петровски не погодува, нема фаул, вели судијата. Мицевски реагираат од клупата на МЗТ Скопје на решението на Мицевски воопшто да не суди фаул, а сега техничка грешка за тренерот на МЗТ Предраг Јачимовиќ. Ја покажува судијата Павлов затоа што постојано клупата на МЗТ протестираше од оној момент кога не беше покажан прекршок над Јане Петревски. Сега и Петар Наумовски во разговор со судијата Југослав Диковски. Ќе има МЗТ забелешки на судењето и во 2 и 3 ситуации во првиот дел имаше вербална расправија со судиите. На линијата за слободни ќе застане Војдан Стојановски поради техничката грешка за клупата на МЗТ Скопје. Во првиот дел немаше кош Војдан Стојановски. Тој е 10-тиот играч што погодува во дресот на Фени Индустри на овој надпревар. 2 пати реализира Војдан. Ќе има и напад, цел за тимот на Фени Индустри. Се повреди кон крајот на првиот дел. Гранчаров го нема во тимот за сега. Не забележав и дали воопшто се загрева. Повторно прекин затоа што полета одредени предмети на паркетот под кошот на МЗТ. Конечно продолжува надпреварот. Огнен Стојановски. Блок од Јововиќ од пост. Огнен Стојановски погодува. Шести кош. 44-40 плюс 4 за тимот на Фени. Јане Петровски навлез од табла, одлично решение. 14 поен. Без промашување од ударите за тројка на овој надпревар Јане Петровски. 44-42. Огнен Стојановски. Чекори. Направи дриблинг Огнен Стојановски, но му беше одземена топката. Еве можност МЗТ да изравни. Човек на човек во одбраната игра Фени. Зивчевиќ. Излезе Кнежевиќ да покрие. Непрецизен Зивчевиќ. Фрај. Ја испушти оваа топка. Уште една грешка на кошаркарите на Фени. Лесна реализација ќе биде тоа за Јане Петревски. 16 поен, полесна игра. МЗТ Скопје во ситуација кога расположен е Петревски. 44-44. 2 минути помина од второто полувреме. Кнежевиќ прави блок, ова е лично од Петревски. Уште една одлука за која што ќе може да протестираат раководните луѓе на МЗТ.
Но повторно мислам дека е коректна. Огнен Стојановски. Блок на Јововиќ. Кнежевиќ, Јововиќ одваја и исконтролира оваа топка и помина времето за напад. Нема играчите на Фени контрола на семафорот. Фрај не ни помислуваше дека има само уште малку време и дека мора да шутира. Еве можност МЗТ да поведе. Пуповиќ. Петревски. Додавање за Величковиќ. Лошо. Огнен Стојановски пресекува топка. Се потешко се игра во нападот и на едната и на другата страна. Еве потврда. Огнен Стојановски против Величковиќ. Ја загуби оваа топка. Стрелката на записничката маса покажува дека во напад ќе оди тимот на МЗТ Скопје. Во наредна ваква ситуација би напаѓал составот на Фени. Пуповиќ. На влез погодува Пуповиќ. Пети поен, даде тројка во првиот дел. Се враќа МЗТ во водство. Фемили Аеродром со максимална поддршка за својот тим. Фрај на влез Чекори. Втор пат во оваа четвртина на идентичен начин ја губат топката кошаркарите на Фени Индустрија. Серија на МЗТ од 6-0. Величковиќ. Самарчиев се врати на паркетот. Излезе Фрај, влезе Тасовски. Озивчевиќ, пети кош. 48-44. Криза во играта на Фени. Стојановски. Ова ќе биде шут за 2 коша. Погодува Војдан Стојановски. Четврти поен. 48-46. Да се запре серијата на МЗТ. Лична во напад. Вели судијата Мицевски. Од Гоцевски. Помеѓу време кош за Фени. И тоа тројка, но Мицевски ќе мора да комуницира со делегатот Антонио Угринов. Веројатно ќе бидат предупредени навивачите на МЗТ Скопје да не фрлаат предмети на паркетот. Вообичаен декор е тоа, кога се во прашање нашите кошаркарски надпревари, но од друга страна пак и Фемили Аеродром и Сити Парк Бојс, кога навиваат за работнички, навивачите на Фени прават атмосфера која што навистина му дава една дополнителна димензија на секој меч, иако понекогаш нивното однесување знае да ги засени настаните на теренот. По тројката на Војдан Стојановски, повторно водство за Фени Индустрија од 49-48 на 6 минути и 5 секунди до крајот на третиот период. Ова е можност да го видиме првиот рекламен блок во оваа фаза од надпреварот.
што би правеле разлика помеѓу свежо овошје и новите битолски сокови. Пробајте ги Би соковите и почувствувајте го вистинскиот вкус на свежо овошје. Бифрут, природата на дланка. Чувство за пулсот на Македонија. Посветеност кон клиентите. Најдобра европска пракса. 15 години финансиска иновација. Капитал банка. Ако сме во салата Несандански, информација почитувани гледачи дека ова петто коло од Суперкошаркарската лига денеска Лирија игра против Работнички, Торус ја совладава Струмица со 89:63 и се изедначи барем привремено по бројот на бодовите со Работнички, далеку напред се Фени Индустри и МЗТ Скопје, но велам не само борбата за првото место пред почеток на разигрувањето, туку значајни се според системот на надпреварување и меѓусебните дуели на екипите. 4 ги има меѓу потенцијалните противници во плей-оф фазата. Оној што ќе има повеќе победи пак од друга страна добива предност од 1-0 во евентуален судир во разигрувањето за трофеот. 1:1 е досега во пресметките на МЗТ и на Фени Индустри. Токму затоа е значајно оваа. Ако ја добие Фени, па потоа и следната во салата Јасмин во Кавадарци, што е предвидена за 10-тото суперлигашко коло на 13 април. Во тој случај, ако игра Фени финале со МЗТ, би влегол со предност од 1:0, ако е пак прв и би ги почнал надпреварите од финалната серија во своја сала, што навистина е голема предност. Но велам и тоа е далеку, најпрво треба да го дочекаме овој дуел, па потоа и завршницата на купот на 25 и на 26 март. Продолжува надпреварот Јане Петревски. Пуповиќ, одлично додавање за Величковиќ, тој не успева да погоди, но го посака Гоцевски топката, мислам дека тој ја допре и не му ќе му ги впишам овие кошеви. 50-49. Седми поен за Гоцевски. Јововиќ. Војдан Стојановски постигна предмалку тројка, еве две поред за него. Може да биде опасен ако влезе во серија. 10-ти кош за Војдан, сите во овие 4,5 минути од второто полувреме. 52-50. Пуповиќ. Од табла не успева да погоди. Па сега Самарџиев ја припати топката и Пуповиќ направи прекршок. За Пуповиќ тоа ќе биде прва лична грешка. Го нема Кирил Николовски, забележувате на паркетот долго време, затоа што заработи 3 лични, не, сепак има една само Кирил Николовски. Во меѓувреме уште една тројка за Фени, за водство, 55-50. Проработи ударот од далечина на Фени, еве го Војдан Стојановски, уште една грешка на МЗТ. Па Јововиќ од подобрачот, погодува Бошко Јововиќ и во силна серија од 8-0 е тимот на Фени. Мора да бара тајмаут тренерот на МЗТ Скопје Предраг Јачимовиќ да не се случи да отиде над преварот многу рано, неврат. Ваква разлика од 7 коша досега немал ниту еден од двата тима. Во првиот дел МЗТ и Фени бегаа на 6
разлика, но ова е прв пат една од екипите, велам, да поведе со позитива од 7 поена. Ако има рекламен блок, еве простор да го погледнеме. %, на шут има Фени 59, односно 51 МЗТ, простете 59 Фени. Подобри се кавадарчани. Сега веќе во ударите за 3 коша. 5-13 има МЗТ. Се сеќавате, го отвори над преварот со 4 од 6, само едно погодено од наредните 7 обида. 6-14 за линијата има Фени. Се враќаат играчите на МЗТ на паркетот. Петровски, Величковиќ, Пуповиќ, Гоцевски и со број 9 прв пат на овој меч во игра е Игор Пенов на местото на Зивчевиќ, кој заработи 3 лични грешки. Поверојатно Јачимовиќ сака да го задржи евентуално за финишот од надпреварот. Топката е кај Дамјан Стојановски, играчот што со 3 тројки поред и вкупно 13 коша во оваа четвртина за неполни 6 минути е креатор на предноста на Фени. Самарџиев, блок на Кнежевиќ. Еве го Тасовски, да видиме, газел на линијата. Вели судијата Павлов, односно тоа е Диковски. Напад за МЗТ Скопје. Пуповиќ. Се обиде Дамјан Стојановски да му ја одземе топката на Јане Петровски. Играше агресивно на бекот на МЗТ Скопје, носителот на играта. Јасно е дека Грнчаров нема да може да продолжи, го претпоставивме тоа по неговата повреда на неколку секунди пред крајот на првото полувреме. Сега Величковиќ се лизна. Дамјан Стојановски. Самарџиев, додавање за Јововиќ. Успеа да погоди Бошко Јововиќ. Негов 10-ти кош, 59-50. Расте полека предноста на Фени. Мора да се врати во напаѓачки ритам МЗТ Скопје брзо, ако сака позитивен резултат од овој надпревара. Позитивен резултат значи само победа. Се врати на паркетот Кирил Николовски. Надвор од игра е Гоцевски, а тука и Зивчевиќ. Пуповиќ на влез од табла. Нема поен за Пуповиќ. Дамјан Стојановски оди напред. Лесна контра на Фени, но Чекори. Петровски од врвот на рекетот, не за тројка, за 2 коша, не успеа да погоди, но ја прифаќа оваа топка. Нови 24 секунди. Игор Пенов, сега тој се обидува за тројка, погодува. Многу значаен кош за Игор Пенов. Има впечаток дека ќе биде потребно тој да влезе во ритам, за колку толку да има простор за ротација. Јачимовиќ кој упорно инсистира на зона во одбрана. И покрај тоа што одлично игра Фени во ударите за линијата, без оглед на промашувањето на Тасовски сега. Во оваа четвртина Фени шутира добра за тројка. Гоцевски одличен ролинг, погодува и има прекршок на Кнежевиќ. Важат поедните,
за Гоцевски, ке има дополнително слободно трување. Еве импулс во играта на МЗТ Скопје. Не може да се рече дека на 59-50 за Фени надпреварот беше готов, посебно што има да се игра многу и во оваа четвртина, уште повеќе што предстои решавачкиот период од надпреварот, но се чинеше дека Фени има контрола и потоа тројка на Пенов и еден непотребен прекршок на Кнежевиќ, трет за него. И еве повторно мечот е во некаква рамнотежа, плюс 4 за Фени, 59-55, но има дополнително за Гоцевски, не успева да го реализира. Прај, Огнен Стојановски, ево го Дамјан, излегува Пенов на него. Огнен Стојановски создаден е вишок, не успева да погоди Фени, но скок на Јович, нови 24 секунди. Ако веќе игра зона МЗТ, луксус се офанзивните скокови на противникот. Посебно што голем е овој ризик во играта на скопскиот тим со оглед на големиот простор што Фени го има за удари за тројка. Сега Гоцевски не погодува тројка, но Пенов е тука. Пети поен. Се доближи МЗТ, 59-57. Повторно се запали Јане Сандански. Фрај на влез. Ќе останат гостинските кошаркари во напад. Но ќе има тајмаут за Емил Рајковиќ во оваа серија од 7-0 за Фени. Односно за МЗТ Скопје, претходно 8-0 имаше Фени Индустри. Обидо да игра со високи кошаркари, тројца. Во овој момент можеби со еден класичен играч на надворешната позиција го принудува Јачимовиќ да биде поставен во зона во поголемиот тек од овој надпревар, но ако Фени го користи тоа со ударите од далечина, со брза циркулација на топка, во тој случај ќе има простор за победа актуелниот првак во оваа сала. Една од двете каде што загуби во текот на оваа сезона, но МЗТ има и индивидуален и тимски квалитет. Па забележавте пред малку и психолошки стабилен тиме кој успеа да се врати со серија од 7-0 по водството на противникот од 59-57. Фрај на влез. Самиот влезе во тешка ситуација. Добар во одбраната Гоцевски. Еде шанса Фени да поведе. Јане Петровски. Додавање за Гоцевски. Испровоциране да бие за тројка. Погодува Гоцевски. 12 кош, втора тројка за него. Седма во редовите за Аеродром. 60-59. Води МЗТ Скопје. Запрене за момент на преварот, затоа што влета едно шише на паркетот. И тоа во лош момент, тогаш кога публиката треба да остави да тече над преварот, токму во ваков ритам, кога нивниот тим игра одлично. Војдан Стојановски, сега офанзивен скок, од табла погодува. 15 поени за Војдан Стојановски, сите во третиот период. Извонредно издание за него, 61-60. Репрезентативно издание на Војдан. Јане Петровски, кој е слободен? Пенов, ке се намести, како на тренинг има доволно време, не успева да погоди, но тука е Зивчевиќ, офанзивен скок.
па влез на паркетот, до крај МЗТ ќе држи оваа топка, има уште 7 секунди. Петровски измигува лична грешка од Јович. Мислам дека ова е трет фаул за Фени во овој период, така е, нема да има слободни фрлања. Може Фени уште една лична да прави ако тоа не е во ситуација за удар, за да истечат овие нешто помалку од 6 секунди. Јане Петровски и успеа да мине покрај двајца, да бие од чиста позиција и да погоди. 18 поен за Јане Петровски, 62-61 води тимот на МЗТ Скопје и повторно се неизвестно во престрет на решавачките 10 минути. Гледаме реклами, па се враќаме со пренос во салата Јане Сандански во Скопје. Ова е Милан, а ова е неговата внука Маја. Негова најголема желба е да игра на нејзината свадба. За тоа вреди да се работи. Ваша клиничка болница. Систина. За животот се работи. Кошаркарски куп Final Four Скопје 2011. Најдобрите кошаркарски клубови во борба за престижниот национален трофеј. Шоу за гледачите, глобалната атракција Dunking Devils и светските чирлидер шампиони Змајчице. За најстрекните во публиката шут за 100.000 денари и пат на Евробаскетот во Литванија. Спортски спектакл што не смеете да го пропуштите. 26 и 27 март, Арена Борис Рајковски Скопје. Билети за настанот. Купи карти за se.com. Природна, чиста, бистра, изворска, планинска, ладна. Добра вода е само горска вода. Горска вода за секој ден од животот. Продолжува надпреварот во салата Јане Сандански. Неуспешен напад за Фени Индустри. Јович, Михајловски, Фрај, Војдан и Огнен Стојановски се на паркетот за Фени. Михајловски прима топка, меѓутоа прекршок од Јане Петревски. Пенов, Гоцевски, Кирил Николовски и Ненад Зивчевиќ се во петорката на МЗТ покрај Петровски. Втора лична грешка за Јане Петровски, комотен е, барем во оваа фаза од средбата. На брзина два прекршока за МЗТ. Овој пат прв фаул за Пенов. Уште 10 секунди за оваа акција на Фени. Дамјан Стојановски, односно тоа е Војдан Стојановски, проследен на влез. Аут за Фени. Уште 6 секунди за оваа акција, ќе мора кавадарчани брзо да завршуваат. Додавање за Михајловски, успева да погоди. Седми поен, одлично го одработе ова кошаркарите на Фени Индустри за водство 63-62. Пенов. Зивчевиќ одземе на топка, оди напред. Војдан Стојановски има прекршок од Пенов. На брзина 3 фаула за МЗТ Скопје во последната четвртина. За неполна минута. Повторно судијата Мицевски ќе разговара со делегатот
Угринов. Јасно е дека забелешките се за дел од навивачите на МЗТ Скопје. Имаше еден прекин во третиот период, подолготраен, и сега повторно Мицевски бара да се повлечат играчите на двата тима на својата клупа. Идентичен прекин како и претходно, и делегатот Угринов бара од представникот на МЗТ Скопје, Видоја Секуловски, да бидат повлечени гледачите можеби еден ред погоре, за да нема можност да доаѓаат воопшто во контакт со судиите. Можност да погледнеме малку статистика. 50% шут на МЗТ од поле, 54 за Фени, 7 тројки има МЗТ од 18 обида, сличен е процентот и на Фени, 6 од 16, 4 скока повеќе за МЗТ Скопје, но дури 7 асистенции плюс за Фени Индустри, кој што има и 4 украдени топки повеќе од противникот. МЗТ има 16 грешки, 14 Фени. Мислам дека и оваа бројка е голема и за едниот и за другиот тим. 18 поена постигна Јане Петровски, тој е најефикасен на надпреварот. 12 за Гоцевски, 6 има Николовски, по 5 Пуповиќ, Грнчаров, Зивчевиќ и Пенов, 4 Величковиќ, 2 Линцеј, но ќе подсетам дека Грнчаров се повреди на крајот на првиот дел, дека Аврамовски е болен, па воопшто не е во составот на овој надпревар, и тоа му создаде многу проблеми на Предраг Јачимовиќ во подготовката за овој дуел. Па и во ова второ полувреме во кое Велам се обидува да игра со еден класичен плеймейкер Јане Петровски со неколку високи кошаркари што вообичајно настапуваат на крилните и на центарските позиции. Кај Фени Војдан Стојановски експлодираше во третиот период со 15 поени од нив, 3 тројки во оној период кога Фени ја правеше разликата за 59-50, највисока што еден од двата тима ја имаше во досегашниот тек од надпреварот, но потоа со серија од 12-2 МЗТ успеа да дојде во позитива на крајот на третата четвртина. Сега е 63-62 за тимот на Фени Индустри по 54 секунди игра во последната четвртина. 10 поена кај Фени има Јовоvić, 7 Михајловски, по 6 Самарџиев и Огнен Стојановски, 5 постигна Соколов, по 4 Фрај, Тасовски и Кнежевиќа, 2 коша даде Брчков. Ова е шанса да се обидам да ме информирам и за тоа како завршил надпреварот меѓу Лирија и Работнички. 70 спрема 64, значи победа за кошаркарите на Лирија, и тоа е изненадување кое што уште повеќе го исфрла тимот на Работнички од евентуална битка за второто место. Значи јасно е дека Работнички не може до втората позиција, дека во евентуален дуел во полуфиналето на плейофот, доколку на пример Работнички ја мине Лирија во четвртфиналето, и според правилата првите две екипи одмораат во плейофот, третиот игра со шестиот, четвртиот со петиот, па потоа во полуфиналето се приклучуваат Фени како прв со победникот од дуелот меѓу четвртопласираниот Торус и петтата екипа на табелата, секако и под претпоставка Фени да биде прв, а МЗТ пак ќе оди на дуел во полуфиналето со вечниот ривал Работнички, доколку пак тимот од Градски парк успее да стигне меѓу четирите најдобри. Но велам, ова е
За сега најзначајниот надпревар во сезоната, без оглед на тоа што веќе видовме 3 пресметки на вечните ривали МЗТ Скопје и Работнички. 1:1 во дуелот меѓу МЗТ Скопје и Фени Индустри во ова сезона. Ова е трет надпревар, четвртиот е во селата Јасмин на крајот на суперлигашката фаза на 13 април. Па затоа тимот што ќе победи со 2:1 и ќе има варијанта ако дојде до 3:1 во меѓусебните пресметки, во тој случај и во евентуален дуел за титулата на овие две екипи да влезе со предност од 1:0, а оној што ќе биде прв на табелата пак ќе биде во позиција сите серии од плейофот и полуфиналето и финалето прво да ги игра на домашен терен. Затоа е значајно за МЗТ не само да го добие овој надпревар и оној дуел во Јасмин, од иста важност е и овој и тој надпревар и за Фен Индустри, туку за аеродромци е битно и да дојдат до позитивен биланс во пресметките со Работнички, значи да го добијат противникот и во градски парк, во големото дерби, што е на програмата на 2 април, значи веќе во 7-то коло за 2 рунди од сега. Се уште во теке прекинот. Одлично тргна овој надпревар. Според минутажата се играше динамично во првото полувреме, немаше многу прекршоци, но во третата четвртина еден прекин од 3-4 минути, па еве сега веројатно и нешто подолго од тоа. Во договор беа судиите со делегатот Угринов, со Видоја Секуловски да се повлечат навивачите на МЗТ едно скалило погоре за судиите и делегатот да решат овој надпревар да продолжи. Веќе 21 часот и 35 минути и според терминот требаше веќе да се игра завршницата од овој дуел. Со оглед дека нема кошарка, ќе се обидам уште малку да ве запознам со ситуацијата во нашата кошарка, иако убеден сум дека веќе добро знаете, оти Фени е прв на табелата со 20 победи и 2 пораза. Едниот од тие 2 пораза во оваа сала, во претходниот надпревар. Тешко повторлив, иако и ова е на прагот да биде максимално неизвесен. 104-102 тогаш доби МЗТ Скопје, откако во основниот тек беше 88-88, се игра и 5 дополнителни минути. Двата пораза на Фени се на гостински терен, кавадарчани се непогрешливи пред своја публика. МЗТ Скопје пак има 18 победи и 4 порази, на домашен терен 9 триумфи и 2 пораза од Торус и од Работнички, иако тој од Работнички е во салата Борис Трајковски, во националната арена каде што беа играни првите 2 меча од вкупно 4 на вечните ривали, но МЗТ загуби токму во оваа сала, во Јане Сандански, од Торус во првиот дел од сезоната и нагости има МЗТ 2 загубени меча од Фени, во првото меѓусебно соочување убедливо 90-63 и киксна на почетокот на Суперлигата во Струмица кај Јаба со 75-72, потоа доби 3 надпревари против Работнички дома 82-71, со Лирија на гости 88-69 и против Торус пред своја публика 94-67. И Фени има идентичен биланс, 3 победи и 1 пораз во суперлигашката фаза. Загуби од Торус 78-77 минатата среда, ги победи Аба дома 89-82, Работнички во оваа сала во третиот меѓусебен надпревар на скопските претенденти за тронот 72-65 и нагости Лирија 93-81.
Наредниот меч МЗТ ќе го одигра пред своја публика против АБА на 19 март. На 2 април веќе споменав ќе игра со работнички нагости, потоа следува меч со Лирија дома на 6 април, на 9 април против Торус нагости и потоа во Кавадарци со Фени на 13 април кога ќе биде заокружена суперлигашката фаза. Предходно на 25 и на 26 март, значи не наредниот, туку понаредниот викенд од овој ќе биде одржано и финалето, односно завршницата на куп турнирот во националната арена Борис Трајковски. Тоа ќе биде полесно за оној што ќе го прибере куп трофеот да им пристапи на мечевите од шампионатот Фени по продолжениот Суперлигата ќе игра на 19 март со Лирија. Тоа е последниот дуел за екипите пред завршницата од купот, па потоа на 2 април со АБА нагости против Торус дома на 6 април, на 9 идниот месец со работнички нагости и против МЗТ Скопје дома на 13 април. Јас ги разбирам судиите, не им е лесно, меѓутоа не разбирам како може да трае прекинот 10 минути, а се уште да нема интервенција. Ако некој треба да биде отстранет, ако треба да биде потиснат, се знае чија работа е тоа. На полицијата и веќе требаше да биде направено, а вака сите си стојат, судиите, делегатот, Видоја Секуловски, представникот на МЗТ, не реагира, има разговори и дури сега 10 на полицајци ќе се постават во кордон пред трибината каде што се највачите на МЗТ Скопје. Ако тоа е решението и ако тоа беше условот за да продолжи надпреварот, ова требаше да биде направено уште пред 10 минути. Ако е барањето од поинаква природа, не знам, затоа што сум над записничката маса на врвот на трибината, во тој случај повторно мора да има реакција од полицијата и ако веќе се расчистува ситуацијата, да се расчисти затоа што не знам и колку е продуктивно, а убеден сум дека не е ваквиот долг прекин, па кошаркарите се повлекува на клупата, па дури сега се совлекуваат, па ќе почнат да се загреваат за да продолжи овој меч. И повторно судиите реагираат овој пат за да ги повикаат петорките на едниот и на другиот тим да продолжи овој надпревар. 1, 2, тројца, четворица и уште четворица, 8 полицајци се распоредија долж теренот. Пред 15 на минути тоа можеше да биде направено или на полувремето од дуелот и да тече овој меч. Конечно продолжува. 9 минути до крајот. Фени води 63-62. Сега и со плюс 4 по оваа тројка на Војдан Стојановски. 18 поен за него. 66-62. Подзаборавивме дека МЗТ игра зона, па затоа се отвораат многу шутеви за Фени. Праќа веднаш Гоцевски. И тоа е во добра форма на овој меч. 14 поен, 66-64. Војдан Стојановски, па Огнен за тројка. Не успева да погоди. Ако Фени го качи шутот во ударите зад линијата, тешко ќе може да парира МЗТ, но вака е гале. 16 поен на Гоцевски, 4 поред, 66-66. 8 минути до крајот. Огнен Стојановски чека да мине времето, поди против Пенов, 1-1, асистенција за Михајловски, го користи се до тоа Слободан Михајловски. 9 кош, 68-66.
Петровски. Сивчевиќ од голема далечина. Не успева да погоди, тука е Пенов, но ја освои топката Војдан Стојановски и ја пренесува на противничката половина. Блок на Михајловски. Се обиде Стојановски, не погодува, но ја освои оваа топка и потоа ја вади кон Џарит Фрај. Трајковиќ вели да се оди повторно на долг напад. Влез на Фрај. Додавање од пост. Михајловски погодува. 11 кош за Михајловски, плюс 4 за Фени, 70-66. Јане Петровски. Огнен Стојановски е пред него, на блок Гоцевски игра 2 на 2 и прекршок на Војдан Стојановски. Остана во ова ротација во дефанзива тој на Гоцевски, немаше шанс освен да фаулира. Две слободни фрлања за Гоцевски. 17 поен за него на овој надпревар. 26 минути на паркетот, 7 од 11 има од Боле. Тоа е сосема задоволувачки процент. 70-68. 6,5 минути до крајот. Јововиќ. Михајловски. Војдан се обидува сам да го реши овој дуел, а му оди 20 поен, 15 во третиот, 5 за сега во четвртиот период. Значи сите кошеви се во второто полувреме. Пенов. Кирил Николовски, потребен е негов кош, има само 6 до сега на овој надпревар. Една тројка, еднаш постигна 2 коши и реализираше едно слободно фрлање. – 72-68 во овој период, 11-6 за тимот на Фени Индустри. Величковиќ. Се поставува сега и Фени во зона. Не успеа Гоцевски од одбојка со скок да постигне поени, па Михајловски под кошот погодува и Николовски прави непотребна лична грешка. Мислам дека беше далеку напред Михајловски за со евентуален фаул Николовски да може да го спречи да постигне поени. Тајмаут за Јачимовиќ за МЗТ Скопје затоа што повторно направи висока разлика Фени. 74-68 плюс 6 на 5 минути и 45 секунди до крајот на надпреварот, а ќе има и дополнително слободно фрлање за Слободан Михајловски. –13-6 во решавачкиот период за Фени. Првиот го доби МЗТ со 2 коша, 25-23. Во вториот Кавадарчани подобри со 17-15. Во третиот возврати МЗТ 22-21 и во решавачкиот дел од мечот влезе со позитива од 1 поен, но сега има плюс 6 Фени. Војдан Стојановски одлично го поведе својот тим во второто полувреме, 15 поена во третиот период, 3 тројки поред во онаа фаза кога правеше разлика Фени, кога дојде до 59-50, но потоа со серија од 12-2 до крајот на четвртината во пресрет на решавачките 10 минути МЗТ дојде до позитива од 1 поен. Ќе оди на линијата за слободни фрлања Слободан Михајловски. Игра во константна форма. 12 минути на паркетот, 5 од 6 од поле. Одличен процент, 83, 3 од 3 од линијата. Ова е прво промашување за него, но ќе остане во напад тимот на Фени.
Војден Стојановски, ова е цел напад. Огнен Стојановски, додавање за Дамјан Стојановски против Величковиќ. Повисок е Дамјан, скок шут наназад. Овој пат не погоди. Петровски. Кирил Николовски. Живчевиќ добива топка, има фаул од Дамјан Стојановски. Трет за составот на Фени во овој период. Шут на Живчевиќ за тројка. Непрецизен. Рајковиќ сигнализира да се стабилизира играта. Нема потреба од брзање со оглед дека сега Фени диктира. Самарџиев на влез. Не успеа до крај да заврши оваа акција. Одлично изблокира Гоцевски, но ќе има уште 7 секунди за нападот на Фени. Дамјан Стојановски над Живчевиќ. Две промашувања поред за Дамјан. Тоа е Војдан, простете. Дамјан игра во Бугарија. Другите двајца браќа Огнен и Војдан се во тимот на Фени. Да нема недоразбирање. Величковиќ. Петровски. Шут на Гоцевски за тројка. Може многу лесно да биде играч на мечот Гоцевски доколку победи неговиот тим. 21 поен. Тој е сега најефикасен на надпреворот. Грешка на Фени, се враќа повторно МЗТ во игра. Гоцевски ке подзастане. Не, додавање за Николовски под обрачот и погодува Кирил Николовски. 8 поен. Серија од 5-0 за Фени. 74-73. Се уште Кавадарчан имаат предност на 3 минути и 58 секунди до крајот на надпреварот. Огнен Стојановски. Додавање за Јововиќ. Лоша одбрана на Мазата уште еднаш. 12 поен за Бошко Јововиќ. 76-73. Петровски. Величковиќ. Пред него е Самарџиев. Живчевиќ. Топка кон Гоцевски. Оставен беше сам. Продолжува танцот на Златко Гоцевски. 23 кош. 76-75. 3 минути и 5 секунди до крајот. Води Фени. Дамјан Стојановски. Имаше игра со нога. Останува во напад Фени, откако претходно ќе биде направена замена. Кнежевиќ влегува во игра на местото на Михайловски. 14 секунди за оваа акција на Фени. Самарџиев. Додавање кон Јововиќ за тројка. Не успева да погоди. Дефанзивен скок на Живчевиќ. Еве го Мазата во налет. Повторно откако Фени имаше целосна контрола на случувањата на теренот. Николовски. Има фаул од Кнежевиќ, вели судијата Диковски. 2 минути и 39 секунди до крајот. Повторно победничка атмосфера во Јане Сандански. Без слободни фрлања за Кирил Николовски, по кој Мазата може да дојде во водство. Погодува во првиот обид. 9 кош. Се уште е далеко од својот просек од 16 поена на меч, но мислам дека како никогаш до сега сезонава немал волку лоша минутажа Николовски. 10 поен. Уште една замена прави Рајковиќ, го враќа Брчков на паркетот.
77-76. Води МЗТ Скопје, цела зала е на нозе. Огнен Стојановски. Самарџиев. Повторно кон Стојановски. Еве позиција за Кнежевиќ и уште еднаш идентична одбрана на МЗТ со човек на надворешните позиции, по која центрите на Фени остануваат сами Кнежевиќ. Во овој случај претходно беше Јововиќ. Чести поен за Кнежевиќ, офанзивен, односно сега дефанзивен скок за него. Останува предноста од 1 поен. Самарџиев. Брчков на влез против Гоцевски, ќе мора да вади надвор, уште една секунда и измина времето за напад. Шут на Стојановски. Ова ќе биде акција за МЗТ. Минута и 40 до крајот. Фени води 1 кош предност. Се врати на човек во одбрана. Јачимовиќ, еве тоа во финишот дава резултат. Јане Петровски. Прекршок на Огнен Стојановски. Мислам дека ова четврти фаул за него, така е. А веќе надвор од бонус е Фени, затоа има 2 слободни фрлања. Петровски 19 поен. Леговме во фазата од надпреварот, кога и слободните фрлања, калкулациите со лични грешки можат многу да значат. Петровски погодува 2 пати. Се менува водството. 79-78 за МЗТ Скопје. Самарџиев, веднаш фаул од Величковиќ. Се лутат повторно луѓето од клупата на МЗТ, но веќе воспоставија ваков критериум судиите. 2 слободни фрлања за Самарџиев, остана на оние 2 тројки од почетокот на надпреварот. 7 поен. Нерешено е. Два пати прецизен Самарџиев. 80-79 предност за Фени. Минута и 15 до крајот на овој надпревар. Неизвестниот финиш ќе биде круна за него. Огнен Стојановски освојува топка. Оди Брчков во контра и не успева да погоди. Немаше прекршок, како да се подуплаши Брчков од Гоцевски. Сега МЗТ може да возврати чекори, вели судијата Павлов од Зивчевиќ. Пропуштена шанса од Фени за чист кош. Подарокот не го прифати Зивчевиќ. Тече последната минута од надпреварот. Фени е во подобра позиција затоа што има поен предност и напад. Самарџиев одземена топка, чисто. Од секунда во секунда расте драматичноста на дербито на сезоната. Влез на Величковиќ, еве го Зивчевиќ за тројка, погодува Зивчевиќ. Тајмаут Барај Рајковиќ. Не сме да дозволи Фени да оди во напад во ваква ситуација кога противникот има +2. 8 поен за Зивчевиќ. 9-ти кош. Односно 9-та тројка за МЗТ Скопје. 33 секунди и 6 десетники до крајот на овој надпревар. Сега веќе бројките не се значени, затоа ве оставив да уживате малку со атмосферата што ја приредуваат навивачите на МЗТ Скопје. Се надевам дека можевте.
52% шут на МЗТ и исто толку и на Фен Индустри, кој што има 2 тројки помалку, иако според процентот е близо до остварувањето на противникот. Тасовски, Војдан Стојановски, Огнен Стојановски, Самарџиев и Кнежевиќ. Значи со ниски, со брзи кошаркари се решава Рајковиќ во овие завршни 30 секунди. Кнежевиќ добива топка, Самарџиев бие за тројка, погодува. Не смееше да биде Самарџиев оставен сам. 11-ти кош, трета тројка за него. 8 за тимот на Фени. Сега се менува ситуацијата. Сега Фени води 83-82. 26 секунди до крајот. Без 300 делови од секундата, ако сакате прецизно. Тоа пак значи дека ќе може МЗТ долго да ја држи оваа топка, за да нема време за Фени, ама не верувам дека ќе дозволат кавадарчани и таква ситуација. Се ми се чини дека ќе влезе во пенал завршница овој надпревар. Знам дека одредени врвни тренери во Евролигата би правеле прекршок во ваков момент и би влегле во позиција сами да решават, меѓутоа ќе видиме за што ќе се реши Рајковиќ и воопшто како и ќе одигра МЗТ, со оглед дека МЗТ ќе има топката. Концентрацијата и шутевите од линијата може да бидат многу битни во овие 26 секунди. Гоцевски, Зивчевиќ, Николовски, Величковиќ и Јане Петровски се во тимот на МЗТ. Јане Петровски добива топка, значи нема да има брз фаул од Фени. Во ситуација сега да одигра до крај МЗТ, но ја задржава топка сепак Величковиќ. Еве го Петровски, Величковиќ бие за тројка, не успева да погоди и сега Соколов прифаќа прекршок на Јане Петровски на 6 секунди и 70 стотинки до крајот. Поен предност за Фени, 2 слободни фрлања за Соколов. Фени може да дојде до разлика од 3 коша и потоа да се брани само зад линијата. Затоа беше на Рајковиќ одлуката да нема брз фаул, туку да се одигра цврсто, да се одбрани овој напад и еве тоа даде резултат. Соколов не успева да погоди. Од оваа позиција има 81%. Тој е трет пеналџија кај Фени, но затреперува неговата рака сега. Може би не е загреан. Еднаш прецизен, 6-ти поен и да видиме. Може и со двојка да мине МЗТ, но ја испушти Величковиќ оваа топка од раце. Помалку од 2 секунди до крајот. Фени има топката и крај на надпреварот. 84-82 триумф на Фени во големото дерби со МЗТ Скопје од петтото коло во Суперлигата во нашиот кошаркарски шампионат. Динамичен надпревар на крајот со тројка на Самарџиев и со промашен шут од далечина на Величковиќ, па потоа и со загубена топка на бекот на МЗТ Скопје во последната акција. Фени успева да дојде до победа и имаше неколку добитнички ситуации во ова второ полувреме, без оглед што МЗТ постојано наоѓаше сила да се врати во игра и да влезе во фаза од надпреварот во која може да се надеви на триумф. Но сепак Фени Индустри заминува од Јане Сандански со победа и води со 2-1 во меѓусебните пресметки со актуелниот, односно со тимот на МЗТ Скопје, со тимот што е втор на табелата и доколку победи пред своја публика во евентуално финале би влегол со позитива од 1:0 и многу веројатно со надпревар на домашен терен, ако биде прв и на крајот на суперлигашките надпревари. 23-20 подобар Фени Индустри во последната четвртина, без оглед што
го запреа домаќините налетот на Војдан Стојановски, кој постигна 15 коша во третиот период и 5 во четвртиот, и е најефикасен кај кавадарчани, но сепак имаше многу повеќе опции Рајковиќ од клупата и успеа максимално да ги искористи за триумф. Се повреди Грнчаров на крајот на првиот дел, што влијаеше целосно на играта на МЗТ Скопје, а и зоната на Јачимовиќ имам впечаток дека не го даде потребниот ефект во поголемиот тек од овој надпревар, во кој покрај 20 поена на Фени за одбележување се и 13 коша на Михајловски, 12 на Јововиќ, 11 на Самарџиев, со една клучна тројка на крајот за целоцен пресврт за повторно водство на Фени од 83-82, по 6 коша дадоа Кнежевиќ, Соколов и Огнен Стојановски, 4 постигна Фрај, 4 исто така Тасовски и 2 Брчков. Значи, освен Манев и Ѓуров, сите други 10 на кошаркари реализираа кај Фени. Во редовите на МЗТ Скопје 23 поени на Гоцевски и 20 на Јане Петровски, 10 коша даде Кирил Николовски, 9 Зивчевиќ, по 5 Пенов, Грнчаров и Пуповиќ, 4 Величковиќ и 2 поена американецот Линцеј. Севкупно Фени подобар од МЗТ со 84-82 за предност во меѓусебните дуели со 2-1 и за зацврстување на првото место на табелата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Со кое не следевте во овие повеќе од 2 часа. Во среда сме во сабота, поточно сме во Киселавода во